Здраво, дечки! Еве сме в още едно видео от овој серијал за React.js, не за React Native. И во денешно видео малку ќе позборуваме за она тема што малку ја споменав во претходното видео за state. Малку чудно ќе ви зборувам, имам некој проблем со непсото ми си има нешто инфицирано, мислев да не снимам видео додека не ми помине, но ајде сепак да направиме нешто за ова наша мала или голема IT заедница. Се надевам дека ќе останете дома и ќе научите нешто ново. Така да продолжуваме. Значи, рековме во претходното видео дека стейтот е многу битна работа во React.js. Како ни функционира Reactот е секогаш кога стейтот на нашата компонента ќе биде апдейтиран, нашата компонента ќе биде рефреширана, освен доколку тоа ние не го забраниме. Како тоа може да го забраниме, ќе зборуваме во некое наредно видео. Има lifecycle метода која што доколку вради одредена вредност која што ќе ја кажеме, нашата компонента нема да се апдейтира на промена на стейтот. Но да не ги комплицираме работите, да одиме полека. Видовме дека стейтот ни е закачен за ова this клучно зборче, за овој this keyword. Иницијално стейтот го подесуваме вака директно. Видиме this.state е еднакво на и објектот со внатре со сите вредности што ги имаме. Може да имаме овде колку сакаме вредност, но речеме Никола со вредност ASAD, запирка, не знам, TS233 да има вредност некој да речеме низа со бројки или со што и да е, како и да е. Но сега да речеме ќе имаме само како што почнеме. Ова е само иницијално во конструкторот вака да доделуваме вредност. Секаде наредно во кодот каде што сакаме да промениме стейтот, имаме set state функција. This.setState и така го менуваме стейтот. Иницијално е во конструкторот може ова да го направиме. Ова вака, директно доделување вредност, thisState е еднакво на нешто, само во конструкторот се прави. Исто мислам дека иницијално стейтот може да го инициализираме и овдека надвор, само без this, директно state. Вака. State и вредност. Но ајде да го користиме конструктор. Или надвор, или во конструкторот this, каде што има пристап до this, state е еднакво доделуваме иницијална вредност. Секаде натаму користиме set state функција. Идеме натаму. Ајде малку да си поиграме со ова state. Да ставиме овдека едно копче, као HTML куцаме чист, click me. Ставиме текст и докато одиме во нашата апликација, гледаме име копче, click me овдека. Click me, кликаме, ништо не се случува. Ајде да направиме функција една. Click handler, да ја крстиме. Не ни требаат параметри, иако може да прима бидејќи е button, event параметр, меѓутоа нема да го користиме. Click handler и конструктор пише, сакав внатре да го печатаме стейтот. console.log и да го печатиме ова. json.stringify this.state save и овдека да му речеме на onClick да се повикува таа функција, меѓутоа ќе има проблем, да видиме зашто. onClick е еднакво на и ова функција. Click handler само ни треба this. Требаше само да ми го стави. This click handler, ok, се ни уред, мислам дека нема грешка и сега кога ќе кликнеме на овдека на копчето, ќе ни фрли грешка. Што гледате, се случи тоа што очекувате. Вели undefined is not an object, this state. Тоа е бидејќи во оваа функција, како што не сега направено, на this, што this во овој момент ни е за нашето копче, важи овдека внатре само, this е што има внатре,
не може да го користиме она глобално disk но ни однапред. За да го направиме, сега не знам дали ова убаво ви го кажав и обяснив, меѓутоа ќе видиме како може да го решиме проблемот. Значи, постојат два начина. Едниот начин да го решиме овој проблем е да користиме нешто што вика disk binding. This во конструкторот горе велиме this, името на функцијата, click handler е еднакво на повторно this.clickhandler.bind и велиме this. Значи секаде во нашите функции, каде што сакаме внатре да користиме this, треба да го направиме ова. Значи да бајндиме this на оваа функција. Значи тоа глобално this, што го има this, значи во овој конструктор ова this го на некој начин закачуваме на оваа функција. И сега кога ќе го кликнеме нашето копче, треба се да ни уред. И се печати тоа. Ајде да направиме нешто. Да ви го покажам правим другиот начин. Другиот начин, за доколку сакате да го избегнете ова, што јас практикував да го правам кога можев, иако сега ги практикувам овие функционалните компоненти, доколку не сакате ова да го правите, бидејќи се случува често да заборавите да го направите ова, е да користите arrow функција. Правиме нова функција, click handler 2 ќе крстиме е еднакво на arrow функција. И ќе го копираме исто што го правиме овдека, значи ова ние со двојка. И сега ќе смениме овдека доле да на он клик да ни се повикува со двојка функцијата, што не ова, значи arrow функција. Значи гледате овдека има да решиме променлива и прима вредност arrow функција. Ова може да решиме да го тргнеме сега, иако не ни важи, бидејќи го користиме сега функцијата со двојката, ја ќе го искоментираме привремено и да видиме дека секи ни е окей. Кликаме, click me и ни се печати. Значи гледате, практикувате и користите овие arrow функции што е можно повеќе, иако има ситуации кога што ќе мора да користите ваква нормална функција, не arrow функција. Друга работа што ви реков, практикувајте ги овие функционалните компоненти, а не овие класите. Иако напоменав дека докато работите во фирма, голема веројатност дека ќе работите на постар проект, каде што се поголемиот дел од компонентите се клас компоненти. Ајде сега нека ни стои овдека. Да видиме уште еден проблем кој што ги имаме овдека. Ајде да пробаме кога ќе кликнеме на ова копчето да го апдейтираме нашиот state и вредноста да ја смениме во test3. Ја ќе копираме, ќе велиме this set state и set state 3. Овдека. Пред копчето во h2 ќе ни стои цело време вредноста на нашиот state. Како да правиме тоа? Велиме h2, кога користиме нешто од нашиот код горе, не plain text, значи го ставаме во вакви заграти. Велиме json.stringify и внатре велиме this.state, за да ни се испечати нашиот state. Се вратиме во нашиот код, еве гледаме, значи пред копчето го имаме нашиот state и да видиме што ќе ни се случи сега кога ќе кликнеме на ова копчето. Што ќе ни се случи, значи дали се искуцав што требаше, значи го на клик копчето го апдейтираме нашиот state, тест вредноста и ја ставаме тест 3 тест променливата внатре, велиме ќе има вредноста од тест 2 во тест 3 да ни се апдейтира и потоа велиме веднаш испечати вредноста на нашиот state. Рековме дека секогаш кога ќе апдейтираме стейтот во нашата компонента, нашата компонента ќе ни се апдейтира, ќе ни се рефрешира и овдека вредноста ќе ни се промени. Значи кога ќе кликнеме на копчето, бидејќи сме го апдейтирале стейтот. Меѓутоа да видиме што ќе ни се испечати овдека. Ќе видиме дека нема да се испечати таа вредност што ја очекуваме. Ајде да се вратиме. Кликаме на копчето, click me. Овдека како што гледаме се промени во тест 3, меѓутоа овдека гледаме дека конзолата ни испечати сепак тест 2 претходната вредност. Тоа е бидејќи тоа е поради начинот на кој React функционира во позадина со самиот state.
директно ова овдека вредност се уште не е апдейтирана, меѓутоа кога ќе се апдейтира, нашата компонента ќе се рефрешира и овде ќе ни се испечати правилната вредност. Меѓутоа овдека се уште не е променета нашата вредност и ни ја печати старата вредност. За да го избегнеме овој проблем, setState прима втор параметар, што е callback функција. Callback функција, што да се случи откога ќе се апдейтира стейтот. И еве ќе речеме дека откога ќе се апдейтира стейтот, сакаме да ја испечатаме вредноста на моменталната вредност на нашиот стейт. Ајде да видим дали сме го решили проблемот сега. Убираме клин овдека, стискаме click me и овде гледаме тест 3 и овдека ни е тест 3. Мислам дека дечки за стейтот за ова видео дека тоа би било тоа, па се гледаме во некое наредно видео. Чао, чао!